Почитувана публико, почитувани гости, почитуван Моџо. Благодарам. Ми е драго дека денеска си тука со нас, еве да ја почнеме нова година со нови сили во нови победи, и како што ти би рекол, благодарение на владата и нејзината брза реакција, Република Македонија ќе ја дочека оваа 2022 година со некои членки на Европската Унија и НАТО во исто време. Да, тоа е голем придонес за нашата евроатлантска интеграција и тековите кои ги следиме кон приближување на Брисел. Така да во исто време, колку што знам, со Унгарија ја дочекавме, што не е мала работа, иако Орбан го неќиме, али сепак чекор по чекор. Можда... Тоа се значи јасни сигнали од Брисел дека сме спремни за членство во Европска Унија и НАТО и радувај се социјал-демократски народен на С Македонија. Оти тоа ни преостанува, ако не се радуваме, може и да се надуваме. Па добро, и то не е лошо терапијата, ако не се погоди, нема како радост овде. Лексилиум со ракија, тамане од сабајле. И се ти е полно рамно. Еден пријател вика, на доктор му препишале Б витамини и лексилиум за смирување. И тој рекол, докторке, а може џоинт и пиво? Ами ако ти помагам, му рекла може. Ти на каква терапија си во тековнава година? На неоснован оптимизам. Секоја година се надевам дека ќе е се подобро и секоја година успеваат да ми изненадат се полошо да напред. Тоа беше, скоро спомнавме дека нели оптимистов и песимистов како размислува. Оптимистот вика, не, песимистот му вика, абе не може да биде полошо од ова, не може. Оптимистот вика, како не може бе? Може, бате. Баш тоа. Таман мислиш сме стигнале до некој едно и после ќе ископат ново и се чудиш, од кај стигнаа овие луѓе овде. Багерчето работи овде, има нафта, ако е поскапа. Види на тендер од рек се пуштат багери, се копа, има коп. Само нема ископ и закоп. Ние на закоп кога одиме, тоа беше најдрагоцената работа за театарскиве луѓе, кои ќе одат на закоп кај некоја вдојца, вика, ако појдеме на закоп, тоа е, да ти легни работата. Види, кој умре се спаси, да ти кажам право, ние се ќе тераме. Кај да е, че дочекаме и ние. Амин. На секоја глава. Да, како сме веќе кај глаите, да ни биде годинава успешна како главата на министерот за надворешни работи. Само тоа Македонија успеа косата на Бујар Османи, друго ништо нема тргнато, али добар почеток е некој тој. Да. Антонио Милошевски, например, гледаш, не успеа баш така, онако. Тоа заради бојата, заради бојата. Не знам, онако колиџелче кој ќе ти падне на земја и кој ќе чупаво, али добро. Здрав и жив нека. Па живот е такав, да. Шупав и длакав. Оваа корумпирана хунта, би рекол ти, на власт не престанува да ја влече Македонка наназад. Доколку ВМРО беше на власт, сега ќе ја славевме 2025 година. Каква убава изјава е ова на... Ова е прекрасно, да. Ова е како соопштение од сите партии што би рекле за нова година. И веројатно од ВМРО и то го мислат дека 2022 сме ради СДС, иначе би биле понапред многу. Да беа тие некорумпирани. Да те прашаме вака лично некој на личен и приватен план, како ти се снајдуваш во овие чудни времиња, да речем? Никако. Како обстануваш? Дали ова живот ти личи тебе? Никако не обстанувам, се снаоѓам некако чаппат колку да се преживее, за цигари, за кафе, за пиво. Толку барам од животот, толку ми дава. Ние сме научени на тешки времиња, на тешки моменти, макар што не фати нас и еврејската клетва. Ти си помал, не знам колку си свесен за живењето во таа една претходна бивша Југославија. Фатив многу малку. Да. И баш видовме што значи да имаш држава, да ја почитуваш, да си ја сакаш и стигнавме на ова дередже на кое што сме. Цела среќа, јас кога бев мал беше транзиција, па сум навикнат на вакви. Само не мислев дека пак приватизација ќе дојде сега. Да се приватизира име, историја, чуда. Све што може. Можда ќе начекаме и подобри времиња, кој знае дали ќе доживееме толку долго. Кој во Германија, кој во Австралија ќе дочекаме. И што не се сеќираш. Имаше и таква изјава, ми се бендиса баш вика конечно најдоја заеднички јазик овие позицијава и опозицијава, германскиот. Сите кон Германија се стремиме или кон Западна Европа, некако таму ни е иднинава веројатно. Па никој не заминал во Ирак да работи или во, не знам, во Иран. За време на Југославија многу често се одеше таму и баш беа задоволни, особено во Либија. Ги градевме тие држави кои за кратко време се уништија. Па добро, ќе градиме можда пак
Тогаш беше Југославија беше величина, неврзаните и ние братство единство. Југославија го има изградено, Ирак, Иран, Либија и добивавме банани, нафта за тоа. Тоа беше убајна. Додуша бананите малку покасно стигнаа после 90 Со Анте Маркович, години. да, али добро. Што правевте вие прилепчани пред тоа? Што јадевте? Па не, само се шетавме од дрво на дрво, кај нас липи имаше. Додуша сега ги снема палмини насадија, ама ни еден кокос тие не не. родија. Не фати климава нешто заеба, иначе палмите си беа супер. А и по набавна цена ги зедоа, мислам, па затоа и на сите градови така му пуштија. Не бе, климата е крива, климата. Иначе ќе тоа е природно дрво, секоја куќа имаше порано во прилеп на палма. Баш. Се сеќавам на тоа време, само други ве не памтат, млади ве. Време. Ти може да си учесник или соработник во една од најуспешните емисии последниве години на македонскава телевизија, претходно беше на други телевизии, Преспав. Тоа е навистина една така позитивна или актуелна емисија која многу луѓе ја следат и се надевам дека ќе доживее уште многу сезони. Јас дури еднаш имам учествувано како Јеховин сведок, да. Само не ги памтите, тие првите сезони брзо се забораваат. Тоа беше пред 5 години, кај можеш да допамтиш. Да, колку работи се случија. И како се снајдуваш со таа работа? Мислам, кај нас се кубуриме за сценаристи, тешко до добро сценарио да се дојде. Очигледно кубуриме затоа што во главном се сценарија да пишувани во странство. Ние тука само ги адаптираме, додаваме нешто ситно и тоа е нешто како лон ти дават готово, ти ги шиеш јаката само или што и да е. Работа ко работа, мануфактура, тоа е тоа. Не, ама добри сме во тој фазон, мислам, во прилагодување. Така и Марин Држич го прилагодивме на македонски и направивме Солунски патрди. И тоа беше една од култните работи, ретко култните работи кои што ни остана до денеска. Види, немам читано толку, ама го имам гледано Солунски патрди. Не знаев дека е адаптација. Тоа ни е во гените веројатно остана тоа од деда прадеда. Се снаоѓаме некако. Задоволен си од работата? Успешно тера, вака, не знам какви се условите таму. Јас сум бил во студиото и вака малечко и сладко, пријатно делува. Сега е малку поголемо студиото. Има поќе соби и баш ми е мило што се снима нешто во Македонија. Што не е, например, од оние 2 филма буџетирани во... Знаеш, пак треба се тоа скапа играчка телевизијата, ама ево се снима нешто. Имаме толку голема телевизија како објект, да кажем, во која на времето и радиото функционираше. Јас дури радиодрами имам снимано како студент. Уште со задоволство се сеќавам на тоа. Сега радиодрамите се враќаат во светот, имаше баш пред некое време. Не знаеле американците како да крстат филм за подкаст. Радиодрама е. И то со звезди како ќе го направеле филм за подкаст. Да, тоа е тоа. Да, и подкастот е една нова, да речем, нов медиум кој што на широка врата влегува овдека и мислам дека доста добро пред некое време слушав Чекуш од Охрид и баш ми беше драго дека некој успеал да го запише, да кажем. Има многу луѓе што имаат многу приказни кои ќе ги раскажат, од нив сигурно може да се направат многу сценарии. Да, лесно ќе беше Марко Цепенко да шеташе, само пушти го тој, оди по селата. Не ги имаме ние книгите од Марко Цепенков, ама никој не се дрзна да направи едно добро сценарио од тоа. Не знам зошто, мислам дека тие старите македонски приказни кои Ѓорги Колозов, популарниот крал, цар, ги работеше сите беа по Цепенков и тој јазик или тој квалитет остана токму заради сценаријата. Па и заради сценаријата, а веројатно и за продукцијата, кој ќе стои МТВ зад тебе. Тие имаат тогаш огромна продукција и ТВ филмови и ТВ серии. Се квалитетот можеме да зборуваме, ама останаа например тврдокорните, останаа македонски приказни. Па има доста серијали кои што сега се вртат веќе, нели има ТВ5, Да, ТВ4. колко боли живот што е. Секој лето нема што боли живот. Што друго би ни кажал вака за актуелностите, например? Се не интересира да се пеё, се знае и вика, ама ништо не признава, освен без милиција. Нема милиција. Или да не стан undercover некој. Има скриени овде уши на сите страни.
се Ако снима. беше на тројца еден кодаш, овде сме Повеќе. повеќе. Значи дока 20 имам вработени во УБК. Па и блиско ни е полицијата тука, така да директно е сето. Средено е. Плюс сега е овој началникот на Слобода. Лесно прави. Навистина? Да. Па добро, со толку пари и јас би сакал да бидам на слобода. За 11 милиони бе, човек да си крши рајот, не вреди. Тоа е магична бројка, не знам, 11-кава, не знам, сите се надеваат Тоа е на таа. 11-то, колку Роналдо 20 да ги пуштиме негде фудбал да играат, барем ќе да сме. Па слободна опција си мислам, некој кажа дека Да, дека 2-3 пати се 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 враќам, да. Нели психолозите викат дека преку пцуењето, мислам, мака ти олеснува во животот и мислам си ги пласираш Ќе треба негативните. 20 минути посебна Посебна емисија да го извадам списокот кој е за псуење. Не, имаме добри Опис, монтажери, опис. пуштат онакво ти, така да ќе покриеме добар дел од емисијата. Па титкајте таму. Што би кажал еве за ова што со неделава неработен ден? Гледам дека си напишал една објава која многу ми се бендиса дека само кладилници и казинават се. Да, тоа тие се есенцијални бизниси, без тоа не се може. Ојдов цигари да барам низ цел град, само казино и само она. И бензинска. И сега се чудат луѓето што дапрат, например, имаше една искоментира шминкерка. И почнам да шминкам во казино. Има логика. А и ќе влезе и нова публика во казина, пошто обично само мажи одат, нешто неам видено баш женска раја во казино. Ако почне да се шминка. А не си видел? Не сум по тие спортот. Па треба Кажи да ти почнеш. како е? Па, Треба. и јас не сум многу, пошто слабо сум со паричка, значи јас сум за земање, не за давање. од Сите деца. така одат, ама на крајот ќе со тапијата од станот ќе. Ама ова е добра идеја со шминкење во. Со све е добро. Можеш полна пилјара да си отвориш во казино. Да. После имаш и овие што одат во казино имаат оправдање, не дојдов јас да се коцкам одев по портокали. Земаш 2 портокали, губиш пола куќа, ама ево ги портокалите. Да. Веројатно треба и да се врати она да може во бензинските да се продава алкохол. Пошто во недела иначе тоа треба. Че се продолжен викенд, петок скратено работно време се запиваш. И ти бега појќи си бара душа да нова година едно друго. Сабота немаш кај да купиш, недела немаш кај да купиш. Треба планирање да си кој економски факултет да имаш, да знаеш да прерачунаш колку ќе испиеш, па инфлација, па да прерачунаш несакани ризици, ќе ти се истори нешто, па ќе дојдат гости, па тура за умрени, па тура за живи. Многу планирање треба за една глупост. За една недела. Да. И во недела што ќе пред тие што не да работат, дома ќе работат. Генерал ќе земи ќе прави. Фала Богу што ние во Прилеп имаме економски факултет, така да веројатно вие сте ќе тоа. најдеме. Ние сме на дрво. Да. Вика екологијава ни оди многу надолу пошто многу дрва насадивме на фотели. Како ти се чувствуваш вака во импровизирана фотелја? Види, не е лошо, али овие во Елем имат полуј, така имам слушнато. Биловска кожа нешто, не знам од што имале. Али добро за почетокот негде мора да се почне. Така е. Мислам и заев не станал на премиер. Да. Од нанива, од малку по малку, Горни Милановац. Можда Само нема напред. Горни Милановац, тука ни е грешка. Јас сум малку разочаран од тоа што нашиот народ некако стално се крсти во еден човек, во еден лидер. Не знам, сите мислиме дека еден човек може да не излечи од сите кризи, од сите проблеми, стално го прашуваат за се. Тој мора да види. Монотеисти сме, нема кој ќе. Па добро, барем кон Бога да се обраќаме, мислам дека повеќе успехи имаме. Па веројатно да, од овие видовме толку. И што силен лидер, овие виде какви плачки беа. Мислам, можда и не види, не си толку на интернет. Какви плачки беа, ако бегаше, па таков нема Македонија родено, фала Богу што не може да има таков родено. Не бе, Мислам, че се врати. Не само за него, и за другите пред тоа што ни загорчија. Да не се сватиме погрешно. Кајде е че се врати се надевам, само не во затвор, пошто сигурно со 11 едно ќе излезе на поле. Ако со толкава плата премиерска. Не верувам да има собрано. Тоа двамо Поштено работи сега и други активности. Сега се пријавил за невработен. Да? Да. Па супер, че може да се покрие. Има, уште да, еднаш. вика од 2-3 маркети продавач го барат, све можел да продаде. Не било проблем никаков.
Нас ни вети едно време дека театарот ќе го направи во Прилеп и баш ми беше жал дека замина театарот остана неизграден. И стазата за формула што ја вети, ама не сте вие луѓе, бе, не сте. Рече, гласајте не. Да, ние, па добро, еве се поправивме сега полека. Локално се поправивме сега да видиме уште национално. Глобално, да ја решиме. Како Левица би рекла дека нова година, дали сте се запрашале дали ни е потребна нова година и трошоците за неја? Кога ние ќе дојдеме на власт, нема да има нови години, ќе си ја земеме на старо и ќе си ја користиме онаа што си имаме досега. Непотребни трошоци, нова година, секоја нова година, јадење, пиење. Ако ќе дојдат на власт, тоа ќе видиме. Па дај Боже да дојдат, ти кажам, многу се амбициозни и ми се допаѓа нивните размислувања, кажам, многу нови текови фатија. Да, претходно на никој му немаше текнато гилотина, например. Али тоа е новост во Македонија. Би било интересно, не знам што да речем. Да. Ако не барем ќе во живо ќе има коирано отсекување на глава. Па може би и тоа ќе не научи на памет малце, пошто никој... Тој што ќе му падне. Да, пари. Сигурно. Ево омча виси над мојом главом, ама никако да стигнам на ред. Види, имат Кина, например, фино лепо за корупција те стрелат и на крај им пуштат на домашните фактура за куршумот. Да не ја трошиш државата. Па не сме толку бројни, иначе, пошто пола ни заминаја еве во странство, а овие што останаја сите чекат пензија, нема кој да заработи за нив, ако Нема почне. никој да се стрела овој. Да. А и плюс со тендерот нешто сигурно ќе зафркне со куршумите. Или со фалинка ќе промажат или ќе треба после да го дотепаш со рака, Нема да ни успее ни таа приказ. Ни тоа. Јас не знам германците како ги избркат. Ја мислам дека се заминаја. Јас мислам. Да, И веројатно. турците и знаеш ова Не се знам. плашат ќе не окупирале бугари и грци. Па јас тоа викам, треба да ги пуштиме да му дајме се она што барат и после кога ќе видат до кај се сами ќе се изјават, ќе кажат терете бе, не сте вие наши. Чарај тоа е само војна на ЕУ, да им прогласиме да не за 20 минути со тенгало може да не освојат и ајде чао. Еве ти Европска унија и Че треба да настани војна внатре во самото НАТО, мислам тука че има конфликт на интереси, не можат да се решат кој против кого. можеме против сите ние. Пиреј. Да. Да, на крај пак ќе изникнеме од некаде. Во Австралија. За струјава, викаш не е скапа струјата, туку немаме добар див приклучок. Па немате, гледаш во Грче се копат биткоини, Силиконска долина. Али Ахмети ја виде слика, нели? Во она пикнато во броило, пуштен кабел за Али Ахмети, тој ти е де факто премиер на државата. И сега ти очекуваш овде се тресиш со 15.000, како ќе платиш струја. А ваму си трупаш биткоини, на сигурно нема никој да ти ги земи, тоа ти е сигурен, имаш она wallet во телефонот, само менувачница ни треба новие, имаме ние од Лажани една менувачница која што кандидира за... Сега ти е Етерум и све, веројатно, копат. Па нека ископат нешто и за нас, мислам, пошто ние слабо екзистираме со кешо. Барем со виртуелниве пари да имаме среќа. Види, со Елис Байралтов, тој си копаше. Мислам, тоа е гениално, се приклучуваш ти во трговски центар, твој онакви, други ја плаќа струјата, ти само копаш. И сега им дошло дупло помала струја, новата сметка. Ама не можеш никој да направи ништо заради тоа, пошто треба индивидуално некој да го пријави дека бил оштетен. А таму не овој трговскиот не е индивидуална установа. Не, мислам некој дуќан да го пријави и да речи да подкрени постапка. Директор е негов човек. Чао пријави. Биткоините ископани, струјата 100, како беше? Ја кафе така окрена. Импровизираш. Импровизира, тоа е импровизација. Глума. Нема ни вода, ни кафе, човекот, како лоши домајчини че се представиме. Нареден пат чешма олеклајте или онако за пиво. Од оздола има и вакво наточење, ама сега е празно, пошто немаме дотур годинава, не сме поврзани со Билемска пиварница. Со Скопска видете, со Битолска видете уствари, да. Да, со Битолска поиќе успех ќе имаме, поблиску ние во секој случај. Поблиску. Еден мој пријател имаше пишано во поглед на струја, вика, ако ви е ладно дома, застанете во чош.
Таму е секогаш 90 степени. Тамането имаме финти се, ќе мораме да се снаоѓаме поскапе струјата. 90 степени можда многу, можда други ќошови ќе треба 45 барем, окей. Ко на Малдиви да си. Получош да патиме. Да. Шо таман ви е. Зато нема да ни греje. Ма имаме, ама не го уклучуваме, мислам се, топло време нема смисла, уште трошоци да се То- излагаме. Абе, сиромајте и Господ ги сака. Така е, да слепото пиле и Господ седело му прави. А ние за среќа сме доста слепи, да речем, па мора да се надеваме на Кај Бога. слепи и перде и уште тоа остана, Ние пошто мајмуни и она многу добро ни стои, ништа не видим, ништа не чуем, ништа Да, не тие гледам. трите топ сте, вие го прилепи имате брам. И шума вака. Тој ни е најстариот топ што ни е направил. Да. Во центарот на градот се надеваме дека скоро ќе пукни и дека ќе стигнеме до некоја друга планета. Уште е накриво или? Да, го пробаја да го испрат, ама решија да го задржат така за да биде туристичка атракција, пошто инаку туристи веќе ни бегат од Охрид. Ко во Пиза, онака, ја држи. да. Или вака ко во Париз. А како имаше Интегра, вика срекна нова 2074 година, им пожелуваат на сите нивни членови на Марс. А виж, то ни е голема промашена. Сите сакаат нешто ново, ево ви ново, неќат ново се. Не им чине во Интегра. Има ја 20 минути низ Македонија дека ќе биде со воз сегле, со брза железница. Има ја план за Марс, пред Елон Маск бе. Ама дека наши не. И ништо не направи. Првиот имаше прв кандидат за градоначелник Црнец од Интегра. Да. Значи тие се пред времето, кога ќе излезе СДС со Обама некој, тој ќе биде за 30 години. И ќе се чудите тогаш кај се Интегра. И ги барате, мислам, во секој случај. Ама тоа е тоа. Дали мислиш дека една централна партија би можела да донеси промени? Овдека сме стално или лево или десно ориентирани, никако да завземеме некој центар. Нешто централно имаше Кој дом? Може како не. пред Божик, зад Божик, во дом да си. Да. Тоа е македонско судство изгледам се. И централна партија е и од лево и од десно измешано и на крај ништо, тоа прилично безлични се. Ево ги гледаш кој се ЛДП дом, може да ги познаеш кој исти се сите онака. Мене сето зелено ми се гледа, зелено. Да. И е зелено, ама малце попаметно е тоа пошто се секој пат на власт. Ако изгледа зелено, тоа е внатре зрело. Можда треба стварно само една партија, комунистичка партија, чао пријатно. Па веројатно се покажавме дека режим подобро функционира. Вештачка интелигенција, нешто Тито ќе направиме од книгите да вади и толку е. Прва држава робот што ќе ја води. Тоа би било веќе. Барем нема да кради. Мислам да струја ќе плаќа на колку што треба, ама нема да кради. Да, видиш. Ова треба да се промовира посериозно. Па треба, нема на пример да вработва родни. Одма ќе осетиш робот кој ќе вработа. Додека овие ботови што се не се далеко, али тоа е вештачка интелигенција, ова е природна глупост, тоа другото. Треба да се размисли за идеја стварно. Освен како сценарист на најпопуларната серија во Македонија, се појавуваш и како автор на 2 романи и една збирка поезија. А таа ти е првата, како имаше кажано дека ја изгуби невиноста со таа збирка. Баш би сакал да прочитам некоја песна, пео, многу љуби поезија, особено народна. А ти си човек од народот, како што те гледам. Тоа е. Да. Како си задоволен од издавањето на овие дела? Гледам дека си еден во топ 3 од 10 најпродавани автори со ова уништување. Веројатно насловов ги привлекува, мислам, во крвта ни она само уништување. Да, само такви, само да те дотепа книгата ако може и уште нови нивоа на лична депресија. И со оглед на тоа дека имам политички науки завршено, ова ми е супер што излезе. Ме побараа од издавачката книга тие дали имам нешто напишано, па ја извадив збирката со песни, па после ајде да пробам дали можам да напишем роман, ајде можам. Добро, ајде да пробам уште еден дали можам. Сега ќе пробам трет дали можам, па ќе видиме тоа како ќе заврши.
Па јас ти предлагам само да си даеш поиќе време, пошто видов дека првиве си ги напишал едниот за 3 дена, другиот за 5 дена, мислам дека Толку ми треба е да си вниманието. капацитетот. Толку ми е капацитет. До недела И максимум. то е многу, и то е многу, и то е многу. Зато се колку за опаство за клима, по страни. Али тоа е поентата, да не се долги и да задржат емоција, зашто знаеш кога имаш инспирација, не можеш да те држи инспирација година дена со ист интензитет. Инспирацијата иди мала и затоа сакам поиќе поезијата, пошто се пиши на брзина, се конзумира на брзина и продолжиш со живот. Да, можеш да изцитираш нешто од своите стихови, знаеш ли нешто вака на изуст, што би река, не? Можеме да ти дам да прочиташ нешто го сеш. Па баш би сакал да ти кажам. Че од телефонот да видам ше. Мислам овие се Од скапите телефони да видам. Оу, па на вакви најубава поезија се пише. Мора до продуцентиве да ми набавите еден ваков за да може и пео да Бодлер, што мислиш на Цвеча зла, ба тоа ми беше Да, омилената да. во младоста, мислам тоа беше пред 30 на години. Чекај да видам ова дали е. Ајде читај. Фалиш. Многу ми фалиш. Не бе, ова не е таква песна. А, или за Фариш да не е, ова е едно селце За на селото, да. После тоа за Кардифаково ќе прочитаме. Му шепнав на ветрот дека фалиш. Кој знае дали ти пренесе? Може само зборовите се изгубија некаде, како што ние сме изгубени низ овој град. Не се секирај. Само тоа му го кажав. Брзо замина. Им кажав над звездите колку фалиш. Слушаа. Знаат дека во мене има дупка која ме јаде. Не рекоа ништо, а и што да речат. Знаат дека таа дупка ќе ме проголта. Еве го повторно ветрот, слушни, ќе чуеш како му кажувам дека ми фалиш до некое следно здраво или до едно последно чао, шепнато на ветрот ни солза. Колку ми фалиш. Е, гледаш, Браво, браво. што не носам книга? Оти одма влегувам во Да, во да. пеење. Јас сега почнав да се појавувам и како певец. Еден пријател ми вика: "Леле, кога те видов како певец, одма поинаку ти се смени кариерава на подобро." Не знам ли има слушнато некои Не. од моите две преработки на песни, не? Не. Што не Си кажеш ти? пропуштил во животот, видиш. Тоа се препеви на песни на Том Вейтс, едната, од Blue Valentine, ние направивме за плаво картонче, пошто беше пишувано пред 10 на години, ама уште се актуелни овие сега сертификати, мертификати. Да, сега. Сите имаме други картони. Да. Порано имавме и пластифицирани, ама тие воопшто не заживеа, па се користеа за други работи, мислам, онака. Да, за шеќер да видиш да. Колку шеќерни единици има во... Се најдуват, мислам, здравство, оние голема работа. А, то поќе лечи отколку дојдеш на доктор. Баш. Барем за синуси. А другата пак ми е, таа се вика Митар Пео, односно се вика Мигор Трпче, ама си го сменив името како и ти. Како подобро мислам функционираш како Моџо Килингтон, отколку како Божидар. Вака звучи многу... Исто лошо. Да, исто лош? Да, само Моџо звучи по По-фраерски. Да, бе, да. Јас кога се Само ти замислував... да се запознаеш. Здраво, јас сум Божидар. Моџо. Како пичке, стиго Моџо. Баш е стајлиш, а и така изгледаш, мислам, Да, многу да. поиќе ти одговара Моџо. Мене моето реално име ми одговараше на Его Трип, мислам, како за уметничко име и многу ми беше некако Не си го сменив? Нереално, не си го сменив, баш ми беше жал. Ама слушам дека си имал проблеми со ова како да се запишеш после во и дека и религијава не ти дозволува да те крстат како може. Не го нема во оние дозволени имиња од МПЦ. Упишев на господин Стефан ми нема вратено. Па пиши Ќе му видиме. пиши му како на Стојан, мислам дека тоа ќе ти се обрати. Тогаш во ред него. Може треба да му оставам на Мерцедесот онако по случај. Тоа ќе го прочитам сигурно. Веруваш во Бога? Да. Да, и јас исто така и баш ми е драго дека се најдовме како верници и покрај тоа што знаеме да се исмеваме со религијата, сепак ја чувствуваме во нашите души. Постиш? Да. Стварно? Да, сега чекам да се причестам пред некој ден, се исповедав и ми олеснаа многу работи, само ако си појдов дома некако пак ми се вратија
старите негативни чувства кон... После уште еднаш пак или попот земи го дома на секој, во шпајзот чувај го. Попе дојдов јас. Што би вака да им кажеш на публикава нешто како од лично име? Што мислиш ти дека би требало да биде рецепт за придонес во општеството македонско, реално? Освен да бидат добри едни со други, друго и не знам што, пошто не остана. За жал многу сме лоши, разјадени, разделени за џабе, очигледно. За туги интереси, хефови, новчаници, систематски. Разделени и то влијае на личните односи, што многу жално се карат брат со брат, се карат другари, годишни, што биле цел живот. И тоа е тажно, затоа што не менуваме ништо, само се караме, тоа и Фејсбукот е истото. Исти курац. Само се караш со луѓе што ги знаеш и што не ги знаеш и на крајот на денот пак истото. Одма си поразен кога ќе влезеш во сомраза и со кавга против некој друг. Барем на тие што се на исто ниво. Критика на власта е друга категорија. Да, пошто политички науки си завршил, јам со политикава многу подобро ти одеше разговор. Да. Но сепак и за љубовта имаш ова прва збирка поезија твоја била голем дел онака за љубовта, гледам тука ја го држиш фронтот, мислам добро. А од друга страна инспирацијава гледам те држи и тебе вака. Не ме пушта. Па тоа е добро. Не можам и сам да дојдам. Да, јас тука имам пропусти. Во Прилеп шанси нема. Тоа е расипан град, мислам тие мајмуните може да те натера на лоши работи. Не, Боже, ќе требаше вака да дојдам. Ние одиме на умирање во Битола. Кога умирале прилепчани со чазата и ги носеле во Битола да се испукат до последно, да си умрат рајат после. Кога ќе идите Битола? Скоро треба да умираме, кај да е? Да. Да се спасиме од овој живот. Па треба заеднички да си одиме заеднички. Да ви испратам. И не угостивте се. Да, треба да Рејте да се врати. Па се надевам дека ќе се вратиме можда и во преспав. Например, ова бугаркава преспава, односно преслава, како и беше името, не знам, и тие си ги менуват можда често како и ние. Можда не толку често, ама. Доколку би се вратила во емисија, баш ме интересира како сценарист, што би напишал вака, во која улога би ја ставил? Како газдарица повторно или како некоја чистачка? Не, како бугарска шпионка што дошла да ги раскара браќата. Да ги надупи еден против друг. И да го делат овој хотелот на пособи по... Еве така тргнавме ние со нашиот хотел Липа, кој што името го доби по дрворедите на Липа и по прекрасниот мирис, што за жал ги снемува полека, но сигурно. И почна исто така да го делат, и еве еден го купи голем процент од него, ама сега е скоро на умирање. Не знам, уште има уште една, две, три соби. Треба да се наводни нешто, не знам. Да се искастри, да се... Што дрво е... Ќе порасни поубав после. Да. Скопје така растат, имаш куќа, растиш зграда на 6 спрата. Стан за дете до стан за тебе, долу две дуќанчиња, не ти јади, не ти пиеш, што би рекло. Чао, пријатно. Нареден живот. Види, ако почнеме така како Скопје сите градови, мислам дека ќе ни пропаднат сите градови. Мислам дека Скопје прво треба да го потониме здраво, пошто нели пола Македонија сеисели во Скопје, мислам дај да почнеме овде да изградиме нешто и во другиве градови. Ние си останавме како пред 50 години. Па ќе дојдат бе луѓе, има избеглици што место барат, немат во касарнана да ги сместиме, во еве кај во згради направивте Битола по касарниве, ние уште така ни стојат нешто војска малку што држиме само. Убаве, значи ќе мислиш од Сирија некој ќе дојде овде да се мачи? Оти да се мачи? Ја мислам убајна ќе му биде овде сончеви денови, позитивни луѓе. Да, без на плажа и да тие. Сите за Охрид и за... Да, за Охрид во Дојран. Чак пат имам, но таму не е баш. Овде ни сир да ги врзиш не остануват така да. Види, езерото се врати во Дојран, се да видиме во преспа дали ќе се успее на таа агенда. Пошто со грците се договоривме, не знам до кај сме сега со третава страна, дали ќе ни пуштат вода малце. Ако се смилува така, ако не здрави. Ќе носиме од дома по една чаша. Тоа не е лоша идеја, сега ги има овој. Малце по малце, сите мислат дека не можат ништо да придонесат. Малце чаша, малце деца да ќе ги во плиткото да помочат. Тоа и сега ќе го предлагам. Пошто на времето тоа ни беше онака, така го топлевме езерото, така го држевме нивото. Глобално затоплување. Што сакате ви испарува тоа.
Само зарано море и талого го испи човек, немој мислам тоа после Тало многу бе, ќе го дојадам уште малку. Не можам да ти гледам па. Не, има остано уште нешто. Има да ти стиснам желба, мислам. Не, бе се. Каква желба би му порачал на На себе си. Да. Све најдобро, све најдобро. Ова беше за себе си, за македонскиот народ. Желба. Шо појќе од оваа желба? Да ми е мене најдобро. Не знам, стварно Требаше- веќе здравје, оти то ни фали и физичко и ментално, Бога ми почна да попушта по шавови Да, и се изнагледаме годинава. И песнава и покрај тоа што е напишана пред ова кризава, сега навистина почна да ни фали. Нели има суштински работи во ова, фалиш не само како личност, тука е и здравје, и љубов, ни фали среќа, ни фали радост. Ова беше Многу некој љубовна нешто песна. Ама И гледаш, после може- некој ја најде на ова, како се вика за умрените, не? Некролог. Не бе, на некролог. Уште на некролог немам излезено. Сум млад сум за тоа. На дуовден, на нешто на тако. И мислеа дека е за некој Дека за умрен и... Да. Тоа е тоа за умрен, се. А ти се заебаваше при така. Се заебаваш с умрен. А тоа не е. не се Треба заебавам. ти е незгодно. Незгодно ми е. Мене би ми било. Почнав да препотувам сега да изгасне таа клима. Ма уште некоја капа. Јас капата ја чувам само за настрана, ако ќе можам да Да ја накривам накриеш капата, настрана да. и да си терам по пато, како што си знаеме. А шо, ако партизанска само? Само без петокрак. Ја избајте. Не бе свртена ми од другата страната во зло време и си ја вртиш од Да, другата ќе треба така пратовиш. Ако ја превртам однатре, па и бојата ја менува. Ое, Така да се чекаме како ќе се смени климава. кој ќе победи, да. Кој ќе победи, тоа е. И одлична една таква представа треба да направиме и таа преработка од овие старите добри XU автори. Ја сменуваш само униформата од другата страна и одма си во... Тоа може и перформанс сега. Тоа е на цена, знаеш, Како- некој и перформанс никој што нема да го разбери. Да. Седиш и се гледаш со магарето како беше. Да. Или инсталираш балон, земаш за тоа 2000 евра и шо е балонот, што сакаш може да е балонот. Имаш сега обоја против корупцијата. Перформанс и нормално се нема поќе корупција. Обоја сивата економија. Имаш платно, им даваш овие да чкртат со бои и тоа ти е перформанс против сивата економија. И сигурно добро буџетиран, мислам, од европскиве фондови. Да, и сигурно ефикасен, после тоа ќе го види некој Одма ќе те разбери што сакаш да мафијаш. кажеш. Ќе падни тешко, види шо прав овие, шо прав досега, може се може фискално ќе почне да може. А ако го обиш во повеќе бои, па после може ти овие со виножитово, мислам да не сватат Има, како што треба. Трни, баш. гледаш, треба тоа е дона train of thought што го викат. Струја на после свет. нема крај. Па гледаш, добро се надополнуваме, може да треба да ме поканите и за сценарист во вашава... Што е добро, не имаш покана. Е, Ама не е добро. Не, види дека јас сам се поканив, така да тука пата сме да речам со... Ама може ќе излезе нешто, мислам, не знам. Пеови нема гостувано во преспава, се преспава, преслава сте ја поканиле, па Пео да не го поканите, мислам, каква македонска продукција е ове. Јас мислам до визуелниот момент ема добро. Не, можеме да се средам малце, вака и помладо изгледам и посимпатичен сум, ако сакам, мислам. Јас вака се запуштам за да не привлекувам, да не бодам очи кај, Да, бе, да, знам, ако те тешко, видат тешко. на Арно Да. и одма И надолу. треба мајцата да ја носиш од нопаку, па кај Славе од кравари да видиш да не имаш тапнато на нешто да не... Да нагазиш некој Да, бе, здрав абе, трн. шо нема? Под прагот да не ти имат клинец гледано. Не да Славе светот. Мене ми е многу драго дека вака си помобетивме и покрај тоа што мислам дека преголема ни е дистанцава, не знам како се дослушуваме дури. Јас слабо слушам, ама затоа имам добри радари и фајчам и надалеку. Јас само така зборувам. Па супер, Прашуваш ли нешто? Па горе долу не, мислам сам Не, си добро. зборуваш, што имам те прашам, јас те Колко све си Ти само знае. може да, нели јас се си знам како. Виште да прашувам човече за страмота Пео. Не, ако треба уште нешто на крај, да кажам. Слободно бе, слободно. Многу ќе ми биде драго за крај нешто. Па може и за почеток на ова, почеток е на нова Зависи година. како ќе го монтирате тоа. Да. Ако го вратите на назад. Немам што да кажам. Па да, и премногу може да зборувавме, кој знае дали ќе не слуша некој. Мислам Може. ќе скратат нешто дечки, да се добри Овде монтажери само, да. само баба ми. Поздрав до баба ми. Јас имам Ова поголема знам дека- фамилија. Ај, поздрави ги ти.
Баба ми од Битола прво да ја поздравам. Да, исто така. Се вака наизменично може. Ајде. Јас ја поздравувам класната и целиот клас трето 3. Јас ги поздравам во Скопје моите школски од физкултурно. Јас од играорна. Јас од факултет за драмски уметности. Јас од средно со 3 Слушај, степени. Имам и во Бугарија некои кои што беа и македонци, и ерменци, и бугари дури. Поздрав сестра ми во Флорида. Брат ми Каршимене што седи, ретко го гледам, ама многу сакам да го поздравам специјално во новата година и сите братучеди во Скопје. Имаш во Флорида некој вистина? Да, сестра ми се. Па што чекаш ти? Што чекаш? Уште јас им фалам во Америка. Мене ме чекаја што би рекли. Тие се во на одмор се во Флорида. Седи ти се. Не ги знаеш тие. Да не ги гибам тие работи. Не чепкај Нема, таму. вие сте и селенички град Битола, мислам, од време сте. Да. Од време сте познати по тоа. Сега ни е нов тренд овој затоа. Моџо ти благодарам, мене ми го дигна, да речем, моџото вака за ова година, мислам дека ќе ме држи едно 7-8 месеци. Со опроштение немој да ме сватите погрешно и тие со виножитото исто така. Ама Да мислам знаете да го дека барате. особено од позади. Оставете во коментари број. Бројот на Facebook не го пишувам, ама може во приватна порака, на инбокс. Гледаш за тоа жената не ти прави проблема? Како не ми прави проблем, секој ќе си појдам тешко на мене ќе види. Само таа нема, со пео си нема работа. Со мене се занимава да... Уште полошо. Баш. Ама навистина ми беше драго, ние Секој со среќа. ова И мене без ми крај беше драго. можеме да го тераме, не знам дали му снема Не, лента мислам не е вече на возможно дечки, со законите на физиката бескрајно, ама Да. може. Да. Доста. Последна прилика, бате. Фала ти Последна многу. прилика, што имаш. наредна година. И убаво што ја пресековме лентата од Треба почеток. станеме се Ќе поздравиме. можеме, не, може бе, зашто да не. Ајде, чао, јас се бегам од Пис, ти благодарам. Peace out. И да се видиме следната година. Што бе следната? Уште ова? За 2 месеци ќе дојде.